ЗК Пелагонија, точно е дека е најголем комбинат во земјава, можам слободно да кажам дека и пошироко во како на Балканот, така и во Јужна Европа. Главна и основна дејност е земјоделството, каде што одгледуваме како есенски култури, пченица, јачмен, тритикале, така и пролетните култури, пченка, сончеглед, нормално тука и добиточната храна, луцерка, пролетен јачмен. Осем земјоделието, исто така имаме и сточарство. Во моментов имаме 900 молзни крави, или вкупно стадо преку 1700 животни. Имаме преку 800 овци и можам слободно да кажам дека ја имаме најголемата и најмодерна фарма во Македонија. Фармата во ЗК Пелагонија беше една голема инвестиција која се градеше уште во 2015 година и со задоволство можам да кажам дека бевме и првата компанија која што ги задоволуваше барањата на Европската директива за зелена енергија и која што е наметната да до 2050 година комплетно да имаме намалување на емисија на гасови, кој што ние како ЗК Пелагонија всушност се исполнувавме уште во 2015 година на тој начин што арското ѓубриво од кравите представува суровина за во биогасната централа, од каде што суровината, односно отпадокот што се јавува од биогасната централа, представува па од друга страна суровина за земјоделските површини. И на тој начин, не само што ја намаливме емисијата на метан, истовремено обезбедивме и органско ѓубриво, кое што органско ѓубриво ги заменува па употребата на фосилни ѓубрива и на тој начин во секој случај ние всушност го намалуваме штетното влијание на климатските промени и правиме заштита на природата. Осем земјоделието и сточарството, имаме и производство исто така и на добиточна храна, значи вкупната храна која што ја консумираат нашите крави се произведува во фабриката за добиточна храна, а исто така имаме и семепроизводство, доработка и семепроизводство, така што целокупното семе што е за есенска сејдба, значи сами си го произведуваме. Биогасните централи беа изградени исто 2015 година и беа прво производство на енергија од обновливи извори од биогаз и можам да кажам дека бевме пионери не само во Македонија, исто така и пошироко на Балканот и бевме препознатливи по тоа што започнавме еден нов тренд кој што потоа започна и други компании да го следат. Меѓутоа, што се случи? Кај биогасните централи и сите тие се храна со отпад, како што реков, со фармата и со жетствени остатоци, меѓутоа кризата која што се случи со војната во Украина, кога значително поскапи целокупното земјоделско производство, стана неисплатлива и самата биогасна централа. Ние претходно користевме тука преференцијална тарифа, која што изнесува 180 евро од мегават, меѓутоа таа воопшто не успеваше ги надомести трошоците на централата. Поентата зошто производството на биогаз расте во Европа, со некоја стапка на раст од 6 до 7%. Затоа што Европа го финансира изградбата на овие биогасни централи или централи на биометан со цел да се спречи намалувањето на земјоделските површини, да им се помогне на земјоделците, посебно во периоди кога имаме вакви флуктуации на пазарот. Тоа е всушност продолжена рака на земјоделието биогасна централа. Значи, од една страна го решавате отпадот, емисијата на метан, а од друга страна обезбедувате органско ѓубриво за самите површини. А што е многу важно исто така за пазарот на електрична енергија е дека всушност обезбедувате балансирана енергија. Значи, постојано имате исто производство на електрична енергија. И некои тврдења дека на висина ценава што се дава за преферирана цена за производство на електрична од биогаз, дека е висока цената, односно дека е висока тарифата, тоа е комплетно неточно, затоа што нашата држава дури увезува и електрична енергија по многу повисока цена отколку што е повластената тарифа. Ние во 2021 излеговме до оваа повластена тарифа. Причината беше, како што кажа, високите трошоци за производство и тоа едноставно не само што се одрази на работата на биогасната централа, ни се одрази исто така на работата и на земјоделието и на сточарството.
Ке нас законот е таков, што откако излеговме, после ние сега веќе не можеме се вратиме на преферирана тарифа, и што негативно исто сега ни се одразува како ние произведуваме електрична енергија, меѓутоа веќе во многу намален обем, веќе непрофитабилно се произведува поваци на електрична енергија, и се надеваме дека навистина ќе има слух државата, дека ќе се направи промена во законодавството, бидејќи, како што кажав, преку директивите на Европската Унија, планот е до 2030, значи да се зголеми производството на електрична енергија од обновливи извори дури до 30%, а до 2050 година дури се предвидени некои си 87 милиарди евра, за да може да се што повеќе да се зголеми производството на електрична енергија од биогаз, односно од биометан. Тоа е сушност, понатака исто ќе кажам, една од целите на нашата компанија е дел од биогасните централи да ги надградиме во следниот период и да почнеме да произведуваме исто така и биометан од обновливи извори. Во земјоделието мислам дека воопшто процесите и операциите не застанаа. Оваа година беше доста специфична, бидејќи започнавме со многу сушна сеидба, која што потоа меѓутоа успешно ја реализиравме. Значи успеавме да посееме 7.500 хектари пченица и јачмен и тритикале од есенски култури, од кои само 6.000 хектари се само пченица. Тоа што е специфично, потоа имавме и снег, имавме и мраз, сега имаме премногу дождови. Од една страна дождовите беа добро дојдени, меѓутоа и се што е премногу и тоа веќе не е толку пожелно. Така да сметам дека есенските посеви се во доста солидна состојба, меѓутоа се надевам дека исто така ќе го задржиме овој квалитет. Во моментов се прави согледување нормално да не се појават некои болести поради преголемите дождови што ги имаме во последниот период. Меѓутоа генерално сметам дека се надевам, пак ќе кажам, дека годинава ќе биде успешна барем во делот на есенските култури. Во делот каде што во делот на сидбата на пролетни култури, од планирани 6200 хектари, останати ни се уште 500 хектари. Се надам дека неделава ќе завршиме и пролетната сеидба. Требаше и малку порано да ја завршиме, меѓутоа и тука врнежите не спречија. Тоа што е предизвик, посебно кај пченката и кај сончогледот, всушност се климатските промени, кои што морам да ги напоменам и кои што се веќе неизбежност од година на година стануваат се полоши. И минатата година посебно во делот на производството на пченка, значи значително потфрливме и сето тоа се должеше, бидејќи скоро воопшто немавме 3 месеци, немаше заврнато една капка дожд. Дополнителен проблем представуваше исто така и самата хидроинфраструктура. Ова е еден апел до надлежните органи, значи што повеќе се вложува во репарација и обнова, можеби и надградба и проширување на водоводната мрежа во Битола. Од наша страна колку можеме нормално ние купуваме современа опрема, меѓутоа сепак треба да ја изворот на вода го обезбедува јавното предпријатие. Се надеваме дека оваа година ќе имаме малку и помош и освен што сами ќе направиме максимум во делот на наводнувањето, се надеваме дека може и ќе имаме и почести дождови, меѓутоа сепак е нешто што не зависи од нас. Од нас тоа што зависи е максимално да се потрудиме да функционира водоводната мрежа. Ние како земјоделци максимално се потрудиме да инвестираме во современи системи за наводнување и нормално тука е државата која што би обезбедила и средства за инвестирање и средства за надградба како на јавниот водоводен систем, исто така и средства за инвестиции за самите земјоделци, како би можеле овој климатски фактор, односно влијанието на климатските промени, да биде што по-незначително за сите нас. Нормално, таму кај што има економска корист и профит и добивка, сите земјоделци знаат што да произведуваат, меѓутоа не е проблем само
нели само водата, голем проблем се исто така и цените на земјоделските производи, посебно на житните култури. Цените во последниве, да не кажам 20 години, се непроменети. Посебно цената на пшеницата, која што иако е стратешки производ, сепак држи значително ниска цена и мислам дека не се прават некои посебно значителни напори како би можеле ние како земјоделци да обстанеме, а сепак да ја задржиме оваа стратешка култура. Политиката за финансиска поддршка на земјоделието во последните 8 години дека беше на вистина на штета на развојот како на земјоделието и со така и на сточарството. Се наметна ограничување по корисник, кои што воопшто немаат ни економска логика, значи од аспект на самиот производител, меѓутоа немаат ни развојна компонента за самата држава. Значи со многу мала финансиска поддршка и со ефтини инвестициони кредити, ние би можеле да ја направиме Македонија од увозна, да ја направиме извозна земја. Сепак сметам дека воопшто не треба да има никакви ограничувања, бејќи условите под кои што ние сите работиме се истите услови. Нема посебно, како да кажам, инпутите како што се цената за нас, така и за младите и за помалите земјоделци. Со тоа што предизвиците како голема компанија нормално дека се многу поголеми, треба во многу пократок временски период да се работите големи површини, значи треба да имате навистина јака механизација, да имате големи трактори, да имате голема како флота на земјоделска механизација, треба да имате доволно вработени. Сето тоа изискува, значи, големи финансиски средства, кои што ние како земјоделски комбинат, значи, не ги добивавме во изминатиот период. Мислам дека самите бројки во земјоделието тоа го покажуваат. Значи, дали ако направиме една анализа пред 8 години колку сме произведувале, а колку произведуваме сега. Дека земјоделските површини во Македонија, дека се посебно површините на пшеница, дека се намалени, не знам, за 4000 хектари во последните 5 години, некаде за 5%, дека вкупното стадо на млечни крави дека намалено за 50% во последните 5 години. Сето тоа покажува дека всушност политиката која што е една за финансиска поддршка на земјоделието, всушност не го дала тоа за што е всушност и основната цел, така ние да направиме да го зголемиме земјоделското производство, да го намалиме увозот, да не бидеме увозно зависни, да обезбедиме исто така и извоз на земјоделски производи. Меѓутоа, затоа викам, ние може да кажеме што викате дека трошоците нас не се исти, пустоа ние многу повеќе вложуваме и во развој на самата компанија. Сакаме да станеме примерот кој што ќе учат и новите и младите земјоделци, да инвестираме во образование, во истражување. Меѓутоа, сето тоа бара и финанси, бара и луѓе. Сега, дали и нема потреба на крај крајва да се докажуваме колку на средства ни се потребни. Меѓутоа, самите податоци покажува статистички дека земјоделието нас не ни оди во правилна насока. Ја како за пример би кажала примерот со Хрватска. Значи, во Хрватска земјоделските површините по пшеница се зголемени за 25% во последните 5 години. Хрватска има извоз од 270 милиони евра на пшеница, значи има суфицит, а има содајните индустријските култури од 120 милиони евра. Кај нас, веќе напоменав, е преполовен сточниот фонд. За некои си 4000 хектари во последните години се намалени површините со пшеница. И ние не можеме собствените потреби да го задоволиме, а не уште да размислуваме да го решиме суфицитот во извоз на пшеница. Сметам дека сме премногу малку луѓе веќе во државава да не можеме сами да се обезбедиме храна од сопствено производство. Затоа политиката на финансиска поддршка дефинитивно треба да се промени. По мене воопшто не би требало да има ограничувања или доколку постојат, значи да бидат како што беа пред 10 години. И единствен услов е всушност за подобрување на вкупното и оправдување на средствата кои што ги дава државата е всушност големеното земјоделско производство,
кој ќе се зголеми земјоделското производство, неминовно е после дека ќе дојде и извозот и сметам дека имаме и капацитет, значи има фирми кои што сериозно тоа го работат, ние сме една од нив, имаме се уште добри агрономи и можеме да продолжиме по патот кај што бевме пред 10 години.